Општина Шуто Оризари украсена со плакати и пропаганден материјал само на неколку метри од избирачките места. Правилата налагаат дека избирачките места не смеат да се отворат се додека не се отстрани секаков пропаганден материјал кој се наоѓа во близина на избирачко место. Но сликата на терен е сосема поинаква. Екипата на Алфа без проблем ги сними оние кои ги поставиле плакатите и кои агитираа за време на гласањето. Пред камерата на Алфа вела дека тие не го прекршувале законот и според нив тоа не било никаква пропаганда. Нема врска со пропаганда, каква пропаганда гледате? Ја не гледам никаква пропаганда. Не се работи за пропаганда, не се зима силом народа да се гласа, сидат све самоволно сами. Гледате. На штандот поставен на самата улица нашата камера регистрираше список на луѓе на кои јасно се гледа дека се одбележани и дека излегле на гласање. Ова е брутално прекршување на тајноста на гласањето и според кривичниот законник, лицата може да се гонат и за такви дела предвидени се затворски казни на 3 години. Пред камерата на Алфа луѓето не сакаа да кажат кој им ги нарачал тие списоци. Во меѓувреме додека граѓаните на Шутка агитираат меѓу жителите на населено место да излезат и да гласаат, нивните сограѓани мака мачат околу излезноста на гласањето. Дел од жителите на Шутка излегоа на гласање, но се жала дека на гласачките места немало полицајци кои според закон треба да се тука за јавниот ред и мир. Треба постојано да има полициски надзор. Нормално. Надвор треба да има полицајци. Кај вас никој? Нема. Инаку излезноста во Шуто Оризари е мала, а според податоците на Државната изборна комисија до 11 часот гласале 4,82%. Во меѓувреме членовите на избирачките одбори не беа расположени ниту за изјава, ниту за било каков коментар. Рекорден број домашни и странски наблюдувачи го следат процесот на изјаснување на граѓаните на Република Македонија за референдумското прашање. Официјалната бројка од Државната изборна комисија на акредитирани домашни наблюдувачи е 11.907, на странски 493, а меѓународните организации акредитирале и 194 преведувачи. Сите тие оценуваат дали гласањето се одвива во демократска атмосфера и во согласно со меѓународните стандарди со национално законодавство.